Денеска православната црква ги празнува денот на Светиот Дух, Светиот апостол Вартоломеј и Светиот апостол Варнава. Ден на Светиот Дух. Во понеделникот по неделата на Педесетница се совршува празнувањето во чест на Светиот Дух. Тој празник бил востановен од црквата заради величање на Пресветиот и животворен Дух, кој е еден од Светата и живоначална Тројца, како спротивставување на учењето на еретиците, кои што го отфрлаа божеството на Светиот Дух и неговата единосушност со Бог Отецот и Бог Синот. Светиот Дух е еден со Отецот и Синот во се. Затоа Он и совршува со нив се, бидејќи е самовластен, сесилен и добар. Преку него се подава секоја мудрост, живот, движење. Он е изворот на секој живот. Он има се што има Отецот и Синот, освен нероденоста и роденоста, исходејќи од единиот Отец. Светиот Атанаси говори: Духот Свети не е создаден од Отецот. Не е створен, не е роден, туку исходи. Но во што се состои исходењето на Светиот Дух од Отецот, за нас е недостижно, исто како што е недостижно и раѓањето на Синот. Затоа Светата православна црква никогаш не се решила да ја потвргне таа тајна на божеството на човечко расудување, туку секогаш ја исповедала согласно со учењето на нашиот Спасител Исус Христос. Господ му открива на човекот толку колку што му е неопходно за негово спасение. Та многу тајни остануваат за нас зад непродзирна завеса. Обогатувајќи го човекот со духовни дарови и растејќи во него духовни плодови, Светиот Дух го украсува човекот со многубројни добродетели и го прави, согласно зборовите на Светото Писмо, добро дрво кое дава добри плодови. Животот по Духот Свети јасно се забележува во плодовите на Духот, кои што се според зборовите на апостол Павле: љубовта, радоста, мирот, долготрпението, добротата, милосрдието, верата, кротоста и воздржанието. Светиот апостол Вартоломеј. Еден е од 12 големи апостоли. По се изгледа дека Вартоломеј и Натанаил е едно исто лице. Здружен со апостолот Филип и со сестрата Филипова, девицата Маријама, а за некое време и со светиот Јован Богослов, го проповедал Евангелието прво по Азија, потоа во Индија и најпосле во Ерменија, каде што и завршил маченички. Во Ерапол овие свети апостоли со молитва умртвиле голема змија која незнабожците во храмот ја чувале и ја обожувале. Во истиот тој град со молитва му дале вид на Стахија, кој 40 години бил слеп. Тука на нив се кренала маса од народ, та и Филипа и Вартоломеја ги распнале на крст, Вартоломеј наопаку. Во тоа време настанал земјотрес, од кој загинале лошите судии и многу народ. Почувствувајќи го тоа како казна Божја, многумина притрчале да ги симнат апостолите од крстовите, но Филип веќе издивнал додека Вартоломеј бил уште жив. Потоа Вартоломеј отишол во Индија, каде што го проповедал и на индиски јазик го превел Евангелието според Матеј. Потоа преминал во Ерменија, каде што ја исцелил царевата ќерка од лудило.
Но завидливиот царев брат, Астијак, го фатил Божиот апостол и го распнал на крст. Па потоа кожата му ја одрал и најпосле главата му ја одсекол во Албанопол Ерменски. Неговото тело христијаните чесно го погребале во оловен сандак. Бидејќи над неговите мошти се случувале многу чуда, незнабожците го зеле сандакот и го фрлиле во морето. Но водата го донела сандакот до Липарските острови, каде што епископот Агатон по откровение го дочекал и го погребал во храмот. Светиот Вартоломеј му се јавил в црква на преподобниот Јосиф Песнописец, облечен во бели ризи, и го благословил со Евангелието за да може да пее духовни песни. Нека од твојот јазик потечат води од небесна мудрост. Уште му се јавил и на царот Анастасий и му рекол дека ќе го чува новоизградениот град Дари. Подоц на моштите на овој голем апостол биле пренесувани во Беневент па во Рим. Над нив се случувале големи и страшни чуда. Светиот апостол Варнава. Еден е од 70 мината. Роден е на Кипар од богати родители од Левиевото племе и учел заедно со Савле кај Гамалиил. Првин се викал Јосиф, но апостолите го нарекле Варнава, син на утеха, бидејќи умеел не секојдневно да ги теши човечките души. По обраќањето на Савле, тој прв го вовел меѓу апостолите, а потоа со Павле и Марко го проповедал Евангелието во Антиохија и по други места. По се изгледа дека тој прв проповедал и во Рим и во Милано. Пострадал на островот Кипар од евреите и бил погребан од Марко, кој западните врати на градот Саламин со Матеевото Евангелие, наградите што тој со своја рака го препишал. Неговиот гроб останал непознат неколку века, но бидејќи многумина добивали исцелени од болестите на тоа место, тоа е наречено место на здравието. Во времето на царот Зинон и Халгедонскиот собор, апостолот му се јавил на архиепископот Кипарски Антим, и тоа 3 пати во 3 ноќи, и му го објавил својот гроб. Тоа јавување на апостолот се случило токму во она време, кога властолюбивиот антиохиски патриарх Петар барал Кипарската црква да биде под власт на антиохискиот престол. Но појавувањето и откривањето на чудотворните мошти на светиот апостол Варнава било востановено Кипарската црква како апостолска да биде за навек самостојна. Така постанала автокефалноста на Кипарската црква. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочну
Te